Кина е земја во која постојат околу 80 различни јазици и 30 различни писма. Покрај тоа што кинескиот јазик е најраспространет јазик во Кина, може да се каже дека истовремено е и најкористен јазик во светот. Се смета дека постојат вкупно околу 80.000 кинески карактери. Во оваа епизода зборуваме и за кинеската калиграфија, уметност за давање форма на знаците на експресивен, хармоничен и вешт начин, кој представува еден од најуникатните во светот. Истражувањата велат дека кинескиот образовен систем е вториот најдобар во светот. Од друга страна пак, според ПИСА или програмата за меѓународно оценување на студентите, кинеските се први на листа. Скоро па неверојатни резултати ако се земе во предвид обемноста на кинескиот јазик и писмо. Во оваа епизода ќе дискутираме токму за нив, за едно од најголемите богатства на Кина. Ќе прашуваме, ќе одговараме, но и ќе уживаме. Љубов за која ќе се најде рационална причина веќе не е љубов. Пред многу години, повеќето од оние кои што го познаваат го сметале неговото изучување на кинескиот јазик за безделна разонода или екзотичен перформанс. Игор Радев ја објаснува својата желба и љубов за изучувањето на овој јазик. Јас секогаш имав и желба и волја да изучувам други култури. Како прво, моето мислење дека човек ако познава само една култура, не се разликува многу да се биде слеп, нели така? Впрочем, еве ние како можеме луѓето да гледаме тродимензионално, затоа што имаме две очи. Ако би имале само едно око, нашиот свет бил додимензионален. На известен начин можеме да употребиме оваа метафора. Секоја култура, секој јазик е еден вид ново око. И тоа ни овозможува, значи да го согледуваме светот во неговата повеќе димензионалност. А што се однесува конкретно до кинескиот јазик и култура, значи таа желба е да речеме некаде кога бев средно училиште. Во тоа време уште немаше тука, како што сега може во Институтот Конфуци да се учи кинески, значи формално некој место каде што може да се учи, и почнав да земам приватни часови кај професорката Чин Шиин. Не знам дали сте чуле, таа е можеби доајенот на кинескиот јазик во Македонија, инаку е по струка е славист, русист, која што некаде мислам 80-тите години има дојдено во Македонија првин како изучување за славистички студии, а после се случува љубов, тука останува и така. Сега можеме ние слободно да сметаме подеднако македонка колку што и кинеска. И на Игор Радев му се случила љубов во Кина и веќе 8 години тој и неговата сопруга живеат во Скопје. Тој е заслужен за препевот од древнокинески јазик на книга за патот и неговата крепост од Лао Це, за која доби награда Григор Прличев. Потребен бил голем труд и време за да го научи кинескиот јазик и да може да каже дека е писмен по кинески стандарди. Не би сакал ова прашање да го поставите во минато свршено време. Колку време ви требаше? Тоа време се уште трае. Значи, впрочем, човек ни мајчиниот јазик не може да каже дека до крај го научил, така? А камоли странски јазик, камоли древен јазик, значи покрај современиот кинески, значи зборуваме тука и за класичниот кинески, значи тоа е процес кој оди. Значи, но ако сакаме веќе да дадеме некои одредници, по мое мислење, значи да се совлада јазикот и писменоста, можеби за странец, можеби некаде околу 4 години би фатило. Ако за еден македонец да биде писмен по кинески стандарди, процесот трае 4 години и тоа ви изгледа долго. Можеби ќе ви изненади фактот дека и на кинезите им е потребно речиси исто толку време да го научат македонскиот јазик. 对于中国学生来讲，要达到认识3000字左右的话，一般来说， Кинеското писмо е еден од носечките столбови на древната кинеска култура. Директорот на Институтот Конфуци во Скопје ни кажа колкав дел од кинеското писмо треба да познаваш за да во Кина те сметаат за писмен. 关于汉字有多少啊？中华字海里边呢，收藏了87000多汉字，有的那个专家说呢，有超过10万。在中国人普遍使用的新华字典里呢，有11000多汉字。
日常使用的大概是3500左右。在中国的那个官方的文件当中呢，就说对于扫盲的要求，对于农村来说是1500字，也就是说能够认1500字，就算是脱盲了。在城市里边呢，这个要求是2000字。那么一般达到这个要求呢，就能够阅读简单的新闻、报纸，能够写一些简单的这个应用文。Споменавте дека кинескиот јазик, во кинескиот јазик нема азбука, има знаци. Колку самите знаци потсетуваат на зборовите кои што ги опишуваат? Вака, значи, тоа може би на кога странски ученик на кинески јазик прв пат се среќава со кинеското писмо, тоа може би му доаѓа како изненадување, некако изненадување како новост. Значи, кинеското писмо, секој знак од кинеското писмо си има структура. Што значи? Значи, постојат знаци, како не знам, знакот за сонце, за месечина, за дрво, кои што личат, значи, на смислата на спомнатите зборови. Но има други знаци кои се прават како комбинација од нив. Да речеме, не знам, знакот за исток на кинески. Тоа е знак за сонце, позади знакот за дрво. Значи, јасно е символиката, сонце изгрева зад дрво. Или знакот за, не знам, минг, што значи блесок, сјај. Значи, тоа е знакот за сонце, знакот за месечина заедно. Значи, кога сонце и месечина заедно, блесок. Да, значи имаме таков тип знаци, но имаме и друг тип на знаци, каде што, да речеме, едната половина, едната компонента на знакот го кодира смислата, додека има другата втората на компонента го кодира изговорот. И тие кога се спојуваат, значи добиваме кинески знак. И таа категорија на знаци всушност е и најбројна во кинескиот јазик. 关于这个问题呢，在日常生活当中呢，一般来讲的话，就是2000字，就足够了。在我们的日常语言交流当中，2000字就足够。但是呢，这个地方需要说明一点，那就是2000字不是2000个词汇。这一点呢，汉语和其他的西方文字，比如说英语，有很大的不同。汉字呢，它有很强的组词的能力。我举一个例子比如说“车”这个汉字，那么我们可以组很多的词，比如说汽车、火车、公共汽车、小轿车、警车、消防车等等等等，可以举很多。但是这些词呢，它们都有一个共同的特点，那就是都有“车”这个字那么这就有一种优势了就是说，哪怕一个人他不能够全部认识这些字，但是他只要能够认识“车”这个字，他就知道这是一种车。比如说警车这个词，如果有一个人他不认识警这个字，但是他认识车这个字，那么他至少可以猜到警车它就是一种车这就是汉语的一个特点，也是它的一个优势但是在英文里边呢，我们会发现小汽车、公共汽车、警车、救护车，它们都是不同的单词，而且这些单词呢，它们没有什么共性，所以这一点来讲，这是汉语的一个优势那么也就是说，一个人认识2000个单字，实质上他的词汇量它会远远超过2000个单词。Во нашиот образовен систем, писмото е составено од 31 буква. Се учи во една образовна година. Но што вели праксата во Кина? Од кога тие почнуваат со изучувањето на знаците во кинескиот јазик? 这一点呢，在中国的这个标准来讲，和马其顿是比较接近的。那就是说，是从小学1年级开始，学生就会开始识字。但是呢，实际上来讲，在今天来讲小孩在入学以前，实际上他们就已经开始识字了。他是通过这个家庭教育或者是学前教育，小孩在上学以前就开始认字了。那么一般来讲，到了小学2年级的时候呢，他们能够认到1000到1500字。
到了3、4年级的时候能够认到接近2500啊，到了小学毕业的时候呢，他们能够认到3000个单字啊，也就是说已经超出了这个我们前面提到的脱盲的这样一个水平。По-музикалните им е полесно да зборуваат на кинески. Зошто? Затоа што кинескиот јазик, за разлика од нашиве добро познати индоевропски јазици, е тонален. Што значи тоа? Тоа значи дека и тоа да напомнам дека кинескиот јазик е претежно слоговен. Тоа значи дека скоро секој збор или барем најмала единица на значење морфема се поистоветува со слог. Меѓутоа, тој слог може да биде изговорен со 4 различни тона. И во изговорот, во разликата на тој изговор, значи се состои и разлика на значења. Не знам, еве да ви дадам пример, тоа класичен пример го кажуваат, што на пример зборот ма, значи со прв да речеме рамен висок тон, тоа значи мајка, мама. Од друга страна ма, со таков свивачки тон е коњ. Тоа треба да се внимава, значи често работи, речеме, тоа е предмет на комични ситуации кога странци се обидуваат да зборуваат на кинески, кога ќе ги утнат тоновите и излегува нешто сосема друго, да. И сега не долови колку е важен изговорот, меѓутоа колку е важно убавото пишување. Како можеш на кинески јазик да видиш кој има лош ракопис? Ако имаш лош ракопис, добрата страна е што живееме сега во современо време, каде што се куца на компјутер. Инаку калиграфијата во древна Кина се сметала за најценета визуелна уметност. И секој учен човек, ако не можел тој да твори убава калиграфија, значи не зборуваме, значи во калиграфијата второстепено е значењето на знакот. Првостепено е естетската убавина. Значи ако не може да твори убава калиграфија, не го сметаат за интелектуалец. 中国的书法可以说是源远流长历史非常的悠久。而且在古代呢，中国读书人呢，他们都花很大的精力来专修书法因为书法在古代来讲是一个体现一个人这个教养的一个最直接的这么一个体现。但是呢，在当代来讲随着现代科学技术的发展，尤其是这个计算机和网络技术的发展，人们越来越依赖于这个键盘的输入，对吧？比如说我们用电脑、用手机那么越来越依赖于键盘的输入，所以在很多时候来讲，我们就不再用笔和纸来书写。那么这样一种趋势，的确对这个书法的这个发展来讲，受到了很大的这样一个影响，对书法的发展形成了很大的这样一个冲击这甚至导致了一个什么呢？由于大家写的字越来越少，书写文字越来越少，有的时候我们经常会听说周围的朋友会这样说，所谓提笔忘字，也就是说，当我们拿起笔想写字的时候有的时候很熟悉的字、很简单的字就忘了，不知道怎么写了原因就是由于这个书写的机会和以前相比大大的减少。但是幸运的是什么呢？书法它作为一种艺术作为一种中文汉字书写的艺术，它还在这个中国的这个民众当中这个存在着而且还有很鲜活的这样一种生命力，还有很多人在练习书法、实践书法这是很幸运的一件事但是呢，有一个特点是什么呢？也就是说，书法它已经和以前的古代的那样一种日常的书写这样两种功能它已经分开了。书法它已经越来越以一种艺术的形式而存在，而不是以一种日常书写的这样一种功能而存在这是一个值得注意的一个现象。Калиграфија или краснопис е визуелна уметност поврзана со пишувањето.
Современата калиграфска практика може да се дефинира како уметност за давање форма на знаците на експресивен, хармоничен и вешт начин. Кинеската калиграфија, уметност на сликани карактери, е естетска компонента и има за цел да покаже на хартија хармонија на духот и движењето, да го искористи вниманието на читателот, па дури емотивно да му влијае и помогне во духовниот развој. Голема е сличноста помеѓу сликарството и калиграфијата. Овие уметнички форми се поттикнати едни со други во развојот, бидејќи основата на кинеската ликовна уметност е хармонијата на линии, како одраз на чувствата на уметникот. Кинеската калиграфија се смета за едно од најтипичните одбележја на Кина и се уште има висока позиција во општествениот и во уметничкиот живот. Притоа, таа придонела за развој на многу други облици на уметност во Источна Азија, заради што е заштитена од УНЕСКО како нематеријална светска култура. Калиграфијата особено се користи во филмската уметност. Во Кина, за почетниците кои сакаат да научат оваа уметност, постојат сетови кои вклучуваат четка, дебела хартија од бамбус, мастило и боја, зашто се верува дека со соодветен сет и квалитетот ќе биде подобар. Хартијата е потребно да биде од бамбус, затоа што обезбедува добра апсорбција, што е важно при цртањето со мастило. Модерни четки направени од заја, кози и перодршки од ситно гранулирани камења. Со ваков сет, на почетниците ќе им се даде основа и ќе им помогне во иднина да ги задржат високите стандарди во калиграфијата. Оујан Шоу, лице на небо врз вода. Лице на небо врз вода, мило западно езеро, се блика со свежест сред облаци, галеби и чапи во мир спијат, а јас стара навика следам, глас слушам на флејти, цитри. Ветрот е свеж, луната е бела, ноќ е без мана, врз парче волшебна земја сум, чумули ламтеш по брз ад, жар феникс, човек сам на лодка среде водиве, небесник е веќе. Која е смислата на поезијата? Во што се разликува поезијата од останатите уметности? За себе си го најдов овој одговор. Поезијата всушност е самата уметност, односно првичната уметност. Зошто? Ако земеме било која друга уметност, имаме двојба, значи поделеност меѓу творецот, оној кој твори уметност и материјалот врз кој што дејства, кој што неговата волја, визија дејства, не знам. Ако сум јас вајар, така, глината, мермерот е материјалот во кој што јас дејствувам. Ако сум јас сликар, значи боите, платното е материјалот врз кој што јас дејствувам. Но што е материјалот на поезијата? Материјалот на поезијата е самиот човечки ум. Еве, например, можеме едноставен експеримент. Јас во моментот можам да смислам песна, на никој да не му ја кажам, да не ја изговорам, да не ја изустам, но таа постои во мене. Зошто? Затоа што материјалот на поезијата е човечкиот јазик, а јазикот не е материјал надвор од човекот, тука е самата суштина на човекот. Патем речено, во античката грчка филозофија, тоа го признаме и византиската, понатаму и христијанска, како човекот се ословува. Со кој назив? Логикос. Суштество кое е обдарено со логос, со говор. А животните како ги нарекуваат? Алога, кои што немаат јазик, безсловесни, немаат слово. Значи, ако поезијата како за свој материјал го има логосот, словото, значи, таа му е присушта на човекот. И тоа значи дека сите останати уметници се продолжување на поезијата. Архитектурата е продолжување е поезија во градби, во бетонот, сликарството е поезија во бој и така натаму. А сега конкретно за кинеската поезија. Значи, како што почнав да учам кинески јазик, патем речено, една од методите на учење кинески јазик, кога ги почнав со професорката Чин, е тоа што на учениците им се даваат, значи, да учат првим полесни, а после потешки класични кинески песни, најчесто за време на династијата Танг, тоа е некаде помеѓу 7 и 10 век наша ера. И така човек кога учи кинески јазик преку поезијата всушност се внесува целиот тој свет на класична кинеска култура. И тоа е многу интересна работа. Кина и поезијата. Тоа е значи љубов на прв поглед. Зошто? Затоа што
долго време, всушност најголем дел од кинеската историја, да речеме пишана историја, пишаната историја на Кина е да речеме некаде околу почнува средината на династијата Шанг, тоа е значи 1300-1400 години пред наша ера, кога што имаме први примероци на кинеско писмо и продолжуваат денес. Меѓутоа, ако зборуваме за уметничката, значи литература, таа речиси исклучиво поезија. Значи во класична Кина има многу малку уметничка проза. Ако исклучиме некои проблесоци кои овој значи таоистичкиот философ Чуанг Ц, ние се до некаде 13-14 век речиси да немаме проза. Дури првите прозни остварувања, значи класични романи што се градат во Кина, се предпоставува дека се под индиско влијание, под влијание на будистичките джатаки. Тоа се повести приказни за превоплотувањата на Буда. Па дури ако сте го читали едни од најпознатите кинески класични романи Патување на запад, тука има еден лик Сун Вукунг кој што е мајмун, кој што му помага на глад. И лесно се препознава дека тоа всушност е овакво кинеска интерпретација на ликот на Хануман од епот Рамајана. И така натаму. Значи, сега да се вратам повторно на значењето на поезијата. Значи, благодарение на ова поистоветување на уметничката литература со поезијата, тоа предизвикало што во Кина при изборот на државни службеници, на државни администратори, оти таму не било како во, да речеме, средновековна Европа по родовска припадност, значи да речем благородничка родовска припадност, него целокупната администрација од премиер надолу се бирала по пат на испити, државни испити, каде што се обидувале на објективен начин да ги откријат знаењата и способностите на кандидатот. И тоа било многу, како да се изразам така, многу демократска институција, секој теоретски скоро секој можел да се кандидира, од машки пол, значи тоа не баш. Сепак тоа е во минатото, не е битно. Меѓутоа, една од предметите на тие што се полагале и поезијата, не просто познавање на поезијата. Да можеш да убаво да пишуваш поезија. Без убаво пишување поезија нема државна служба. Кога сме кај државната служба и поезијата, во Кина поетите уживаат многу големо значење, многу голема важност. Зошто е тоа така? Поради туку што оно што го кажав претходно, значи ако имаме ние цивилизација во која што значи интелектуалец, учен господин, па и политичар, администратор се поистоветува со поет, јасно е дека едно од последиците на таквиот културен став е и угледот што поезијата и ликот на поетот ќе го има во општеството. Патем речено, да речеме основачот на современа Кина, Мао Цетун, тој цел живот има пишувано поезија, не просто поезија на современ кинески јазик, туку и класична кинеска поезија. И да бидам искрен, не толку лошо, не мислам баш е солидна. Можеби ќе треба да се повтори старото клише дека литерарниот вкус на превод од превод е рамен на вкусот во устата, кој би го почувствувале од храна веќе еднаш прежвакана од друг. Малку се преведувачи, но сепак постојат. Игор се влюбил во кинеската поезија, но колку неговата сопруга е влюбена во македонската. Мојата сопруга, че подобро разбира македонското кој што зборува, значи може да чита, дека и исто така заедно со неја имам преведувано од македонски, значи антологии на македонската литература на кинески, тоа беше вклучително и поезија, значи имам преведувано од Блаже Коневски, од Гане Тодоровски, имаме значи преведувано нешто од и проза од Венко Андоновски на пример. Значи тој процес, како да речеме, на културно взаемно проникнување е обостран. Кинеската поезија е засладена со чувство на естетско задоволство, но колку македонската читателска сцена е заинтересирана за преводи на дела од кинески јазик. Културната далечина, што може на прв поглед да се гледа како препрека, напротив, може да биде елемент на привлекување. Зошто? Дури имам впечаток дека ако се согледува кинеската поезија како нешто екзотично, нешто интригантно, можеби попрво човек кај нас би се заинтересирал да прочита кинеска поезија отколку домашна. Што исто е тоа, да речеме, што е определена предност. Затоа што и тоа треба да запомнеме, ако ние читаме класична поезија, значи ние не читаме само уметничко остварување, туку тоа не е еден прозорец во друга култура и во едно друго време. Значи ние преку поезијата добиваме многу и историски знаења, значи културни знаења,
што и тоа е определена предност и тоа е, да речеме, еден така, да речеме, привлечен момент на кинеската поезија. Има многу придобивки од изучувањето на кинескиот јазик. Главната е што ви се отвора можност да комуницирате со говорителите на овој јазик, кој ги има над милиарда, како и директно да се запознаете не само со една голема култура и древна цивилизација, туку и со едно динамично и модерно општество. Една стара кинеска мисла вели: учителот ви ги отвара вратите, но вие морате сами да учите. Затоа ова наше кратко видео парче кинеска мудрост нека биде ново отворена врата кон поинакви перспективи. Ако светот вели дека кинескиот е четврти официјален јазик, кој сме ние да тврдиме поинаку?